Добро вечер. Четврток навечер МРТ1 време е за информативно-аналитичкиот магазин 360 степени. Во ова издание донесуваме. И покрај тоа што парцелата е купена од државата речиси за џабе, по 81 денар за метар квадратен, бидејќи била наменета за дом за престој на стари лица, сепак на објектот стои табла на приватна фирма. Дента кога го снимавме објектот, бизнисменот Талевски експресно се појави на местото. Патничко возило тргна да го поминува преминот, кога од темница засвири воз. Возачот на автомобилот реагираше со враќање назад. Ниту рампата, ниту другата сигнализација на преминот не му најавија дека доаѓа воз. Сигнализацијата е дел од еден комплексен систем кој е постојано на удар на кражби и на оштетување од несовесни граѓани. Во 2012 се реализирани вкупно 1,6 милиони рецепти за анксиолитици, а во 2024 година за диазепам, хелекс и лексилиум вкупно 2,4 милиони рецепти. Многу често се случува злоупотреба и така наречена една сива зона, зона на толеранција и многу често зависност, која што не се детектира како зависност. Првата сторија е поврзана со владењето на правото во земјава. Пред речиси 10 години општина Битола продала две соседни парцели за малку повеќе од почетните 1 евро за квадрат со намена заедничко, односно групно домување. Денес за двете локации во катастарот пишува дека има објекти со намена за групно домување, попрецизно домови за престој на стари лица. Така е на хартија, но на терен едниот старски дом е седиште на фирма за приредување на онлайн игри на среќа. И тоа не е се кога се во прашање инвеститорот и владењето на правото. Деталите од Славица Филиповска-Иванова. Со повеќе пописи наназад, Пелагонија е утврден како регион со висок процент на старо население. Државата, пред повеќе од една декада, предвидела и мерки за да поттикне инвестирање во приватни домови за стари лица во повеќе градови, вклучително и Битола. Ова е постар документ на тогашното Министерство за труд и социјална политика, а сега за социјална политика, демографија и млади, според кој, меѓу другите локации низ државата, издвоено е и државно земјиште во Битола за изградба на приватни старски домови. Поттик за потенцијалните инвеститори, пишува таму, е државното земјиште за старски домови да се продава со почетна сума од 1 евро за квадратен метар, објектите да се градат со комунални такси намалени дури за 95% и поволни кредитни линии. Ова се две парцели во Битола предвидени за домови за престој на стари лица, продадени уште во 2017 година. Првото земјиште, од десно, било продадено за 71 денар по квадрат и таму веќе функционира дом официјално заведен како приватна установа за социјална заштита на стари лица, Дом Софија. И државната парцела под објектот од лево е продадена за багателна цена. Ново изградениот објект, Дом на стари лица, нема. И покрај тоа што парцелата е купена од државата речиси за џабе, по 81 денар за метар квадратен, бидејќи била наменета за дом за престој на стари лица, сепак на објектот стои табла на приватна фирма. Rhino Entertainment нема врска со домови за стари лица и е најмалку важна за нашата приказна. Според нивната интернет страница, тоа е глобална фирма со представништво и во Битола, која всушност е оператор за онлайн игри на среќа. На терен нема физичко казино, туку веројатно канцеларии за техничка и административна поддршка. Вселувањето го одбележале со забава кон крајот на декември минатата година, а имаат договор за закуп до крајот на септември следната година. Но кој и како дозволи деловни канцеларии во објект наменет за дом за стари лица? Од 2017 година парцелата е во сопственост на фирмата Премиум Пиво ДООЛ Битола. Кога локалната власт им ја продала таа година, намената била А3, групно домување, ни кажа од општината. Јавно достапните податоци од Агенцијата за катастар на недвижности уште попрецизно покажуваат дека намената е за престој на стари лица. Зошто наместо тоа објектот се користи за сосема друга дејност, се обидовме да дознаеме од првиот човек на општината. Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски одби да ни даде изјава, па писмено прашавме во општината имаат ли проверено дали отуѓената парцела се користи за намената за која е купена
и кој ќе сноси одговорност за штетата врз општината со тоа што споменатата парцела е продадена за 81 денар по метар квадратен со намена А3, а се користи за деловен простор кој при продажба вообичаено има многу повисока цена. Општината нема сознанија дека предметниот објект се користи спротивно на намената, ниту пак има ингеренции да утврдува на кој начин собственик на објект во приватна собственост стопанисува со собствениот објект, до моментот кога истиот не преземе противзаконски дејствија на пренамена на просторот. Согласно Законот за градежно земјиште, исклучениот договор за оттуѓување на градежно земјиште во државна собственост со јавно наддавање, договорните обврски на купувачот се сметаат за исполнети, односно договорот се смета за исполнет со изградбата на објектот и доставувањето на имотен лист за објектот. Досега не е утврдена штета од ниеден надлежен орган, а доколку евентуално во иднина биде утврдена некаква штета, тогаш органот што би ја утврдил евентуалната штета би ја лоцирал и одговорноста на субјектот кој што ја причинил истата. Малку веројатно е дека општината и градоначалникот не знаат што се случува со објектот, оти непосредно пред него почнале да градат паркинг пред 1 месец. Локацијата е позната како старата касарна, а градоначалникот се фотографирал со механизацијата, иако на сликите само се надзира објектот кој практично му е пред очи, наменет за групно домување, но на кој транспарентно стои табла на приватна фирма. Газда на фирмата, собственик на објектот и парцелата, е познатиот битолски бизнисмен Александар Талевски. Фотографии на социјалните мрежи сведочат дека тој му е добро познат и на градоначалникот Коњановски. Дента кога го снимавме објектот, бизнисменот Талевски експресно се појави на местото, но не сакаше да ни даде изјава во камера. Не се изјава, не се. А го прашувавме, зошто откако го купил земјиштето по поволна цена и изградил објект, не го користи за соодветната намена. Еве го одговорот од него. Јас никаде не мислам дека имам пропуст и сум сторил законски прекршок во целиот процес на документација, јавна објава, купување на земјиште по пат на електронско наддавање, градба, техничка изведба, намена, инвестицијско-финансиски и други дејствија поврзани со овој мој приватен имот и како правно и како физичко лице. Со други зборови кажано, постои документација и факти кои што законски го докажуваат и подкрепуваат се тоа што е предмет и основ на вашите прашања. Факт е дека објектот личи како да е граден за групно домување, како што велат општината и собственикот Талевски. Но прашањето е, зошто не се користи за намената? Доколку не е така како што законските регулативи налагаат или би го докажале спротивното, достапен и спремен сум да одговарам пред надлежните институции, односно тоа ќе го докажеме на правен и соодветен начин пред надлежните институции. Во спротивно, ќе бидам приморан да покренам контраправно дејствие со сите елементи и докази против сите инволвирани во оваа политичка хајка против мене лично, како и поврзана со мојот имот. Министерството за социјала пропишало правилник со детали за тоа како се основа и што се треба за започнување со работа на установа за социјална заштита на стари лица. Но не најдовме информација што во случај да се купи државно земјиште по багателна цена, па и да се изгради објект, а никогаш формално да не се отвори дом за стари лица. Затоа прашавме во ресорното министерство кој е должен да провери на терен дали објектот се користи за соодветната намена и какви се евентуалните санкции. Еве го одговорот. Во однос на намената и контролата на дејноста која се извршува во објект изграден на државно земјиште која го оттугила општината, согласно Законот за градежно земјиште, општината за оттуѓување на државното земјиште склучува договор за оттуѓување на земјиште за кое има право на користење на градежното земјиште со купувач, во кој договор се утврдуваат правата и обврските, како и контролата дали на таа локација, парцела е изграден објект согласно договори намената, за вршење на надзор за користење на објектот и неговата намена, пренамена. Надлежност има градежна инспекција на општината која го оттугила земјиштето. Тоа се чини најмала грижа и за формалниот собственик. Александар Талевски, кој со премиум пиво и коинвеститор има сериозен замав во градежниот сектор низ Битола, гради во непосредна близина, а за оваа зграда општината му одобрила измени во тек на градба. Објектот се уште не е целосно завршен, односно изграден, и потенцијалните отстапки, доколку би постоеле, ќе се утврдат согласно надлежностите откако истиот ќе се комплетира. За конкретниот објект одобрени се неколку измени во тек на градба. Гради за своја душа, на плац надвор од Битолскиот метеж, во Братиндол.
На парцелата се впишани две помали градби со површина по околу 40 на квадрати и најголем дел од земјиштето е за лозија. Но на терен има луксузна вила со фотоволтаици и базен. Лозија нема. За ова, од општина Битола ни кажаа дека не сакаат да коментираат, оти во теке постапка пред надлежни органи на која не би сакале да наштетат. Прашањето го скокна и сопственикот. Александар Талевски, познат како Кртот, е дел од навивачката група Чкембари. Името му се вртеше во битолската јавност и за време на последните локални избори, кога се кандидираше за советник од редовите на новата граѓанска иницијатива Грин. Имаа креативна кампања, а Грин освои едно место во советот на општината. Талевски беше трет на листата и не доби мандат. Тој вели дека мотив за политичко активирање му била борбата против неспособните политичари, кои глумат дека ја сакаат Битола. Обвинува за политичка хајка на луѓе кои според него глумат народни борци против власта и против успешни луѓе за политички профит. Со ваквиот начин на нечесно делување отвораат дилема, односно дополнително ме мотивираат да размислувам за одлука која е во два битни потези, или, а секако поврзано со моите активности во иднина од повеќе аспекти. На бизнисменот и несуден советник Талевски очигледно не му се брза со отворање на дом за стари лица. Ниту пак некој го притиска во уште еден пример за владење на правото на македонски начин. Продолжуваме. На една рака се броја преостанатите денови од ланската година кога објавивме теренско истражување за неисправната сигнализација на делот патно-железничките премини вдолж пругата од Скопје кон Тетово. Од Железници инфраструктура тогаш добивме одговор дека дефектите се привремени и дека брзо се отстрануваат. Изминатите неколку недели повторно бевме на терен и на делот пругата од Скопје кон Табановце, но и на делот пругата кон Велес. Наречиси половина од премините сигнализацијата не работеше, вклучувајќи ги и неисправните премини од првата сторија. Хекура на Кифи ни ги носи сликата од терен и објаснувањето од надлежните, зошто земјава не може да ги одржува исправни патно-железничките премини. Пред известно време прикажавме како патнички воз во селото Лопате, Кумановско, запира на патен премин. Машиновозачот и возачите на автомобилите се објаснуваа со сирени кој да тргне, бидејќи не работеа ниту рампите, ниту звучната и светлосната сигнализација. Случајот не поттикна да провериме неколку такви премини на релацијата Скопје-Табановце. Најдовме и други недостатоци. Светлосна сигнализација има, меѓутоа воз нема. Може да чекаш пола сат, воз нема. Тогаш од јавното претпријатие Железници инфраструктура ни одговорија: сите патни премини се во функција, освен кога доаѓа до инцидент или кражба на опрема, кога заштитата се исклучува до отстранување на дефектот. Се вративме на терен, повторно на линијата Скопје-Куманово, а сега дополнително и на линијата Скопје-Зелениково. Поточно, снимавме дали работи сигнализацијата на премините од Скопје кон Велес, Горно Лисиче, Драчево 1, Драчево 2, Орешани и Зелениково. Кон Куманово снимевме на Маџари, Хиподром, Илинден, Миладиновци, Делјадровце, Агино село, Романовце, Превој. На преминот кај Горно Лисиче, токму кога снимавме, патничко возило тргна да го поминува преминот, кога од темница засвири воз. Возачот на автомобилот реагираше со враќање назад. Ниту рампата, ниту другата сигнализација на преминот не му најавија дека доаѓа воз. Возачот на автомобилот не се воздржа да каже што мисли, а гневот падна на машиновозачот. Слично беше и кај преминот Драчево Долно Лисиче. Светлата што ги гледате лево на снимката се од возот што доаѓа, а ниту рампата, ниту другата сигнализација се вклучуваат. Едно возило поминува пругата во моментот кога возот е пред самиот премин. Единствен спас од несреќата е што машиновозачите коочат и свират, очигледно на секој премин на кој ќе забележат возила.
На следниот премин во Драчево, близу железничката станица, нема рампи, бидејќи не е многу фреквентен. Но си работеа и звучната и светлосната сигнализација. Следна дестинација беше Орешани. Таму работеше комплетната сигнализација. И на нашата последна локација кон Велес, Зелениково, работа и рампите и другата сигнализација. На пругата Скопје-Куманово, првиот премин што го посетивме беше Маџари. Работеше се. Исто беше и на следниот премин, кај Хиподром. Рампи, светлосна и звучна сигнализација имаше и во Илинден. А и во Миладиновци. Но како што се оддалечуваме од главниот град, така се намалува и стандардите. Во селото Делјадровци рампи нема, но ако нивното поставување зависи од фреквенцијата, мора да има светлосна и звучна сигнализација. Во Делјадровци ја нема. Па возилата кои се движат по тој пат решаваат дали ќе преминат или не, според тоа дали надоаѓаат светла од воз или не. Иста е сликата и во соседно Агино село. И тука сигналот за возачите се светлата на возот или евентуалната сирена од машиновозачот. Звучната и светлосна сигнализација не работеа ниту во Романовце. Да биде абсурдот и со тоа и опасноста поголема, откривме дека сигнализацијата се вклучува откако возот ќе замине. А и блискиот премин во местноста Превој се чини го има фатено истиот вирус. Сублимирано, од 5 премини од Скопје до Зелениково, сигнализацијата не работеше на 2. Од вкупно 8 премини што ги посетивме на пругата Скопје-Куманово, сигнализацијата не работеше на 4. Вкупно од 13 премини, сигнализацијата работеше на 7, а не работеше на 6. Фактите дека сигнализацијата не работеше на речиси половина од посетените премини и дека на премините што веќе еднаш ги посетивме не работеа и 1 месец подоцна, говорат дека не станува збор за инцидентни пропусти, туку за системски проблем. Побаравме став од надлежните институции за одржување и финансирање на патните премини. Според членот 53 од Законот за железнички систем, одржувањето на патните премини до 3 метри од железничката пруга се надлежност на управителот на инфраструктурата, во случајот Македонски железници транспорт. Но кога се во прашање парите, трошоците за одржување на пругата и патот, постројките и уредите што им служат на пругата и патот, подеднакво ги сносат управителот на инфраструктура и правното лице на кое му е доверено извршувањето на работите на одржување на патиштата, а за општинските патишта и улици, општината, односно градот Скопје. Во име на управителот на инфраструктурата Македонски железници транспорт пред камерата на 360 степени зборуваше Тони Ѓуревски, помошник директор за електротехнички постројки. Забелешките што ги кажувате дека не работеле патните премини се точни. Меѓутоа не е точна констатацијата дека ние не одржуваме сигнализацијата. Сигнализацијата е дел од еден комплексен систем кој е постојано на удар на кражби и на оштетување од несовесни граѓани. На овој дел што го спомнавте, од Скопје до Зелениково, се работи голем генерален ремонт за подготовка на градскиот воз. Ремонтот кога се работи на пругата има контакти за патни премини. Доколку останат тие додека се работи ремонтот, ќе се искршат и ќе се уништат.
Во функција на ремонтот, овие уреди се тргнати настрана и дел од патните премини се од наша страна исклучени заради нивна заштита и возовите кои се обраќаат на овие релации задолжително добиваат налози да застанат пред патните премини, да го најават своето доаѓање со звучен сигнал и откако ќе се уверат дека нема опасност, го продолжуваат возењето. Во однос на одржувањето на сигнализацијата на делот помеѓу Куманово и Табановци, имаме страшен проблем со некои несовесни граѓани кои во доменот дури на диверзија доаѓаат. Деловите контактот на патниот премин, каде што возот наидува и го вклучува патниот премин, е поврзан со бакарна жица или со некоја друга жица, како што се да речеме посовремените, со оптички кабел. Сега, бидејќи оптичкиот кабел веќе не им е интересен, не можат да го украдат и да го продаваат, на 5 или на 6 места го кинат, го кршат фактички оптичкото влакно со одветен некој погоден предмет, само да ни го онеспособат патниот премин. Добро. Пред 2 месеци кога направивме прва обиколка на патниот премин Скопје кон Табановце, ни одговоривте дека случаите се за неисправна сигнализација се инцидентни случаи кои се отстрануваат во најскоро временски период. Меѓутоа, при нашата второ обиколка на истиот патен премин, повторно наидовме на исти проблеми, на исти патни премини. Да кажеме, Делјадровце, Агино село, па поопасно беше случајот Романовце Превој, каде што кога поминува возот нема ни една сигнализација, откако ќе се иде возот на кај Куманово, почнува сигнализацијата за возилава да застанат, а возот веќе е поминат. Значи, во сите случаи каде што не работела сигнализацијата, има некоја причина од технички карактер. Сега, нашата екипа која работи, ние ги нарекуваме дежурни екипи, се состои од двајца вработени и треба да имаме минимум 20 вработени на редовно одржување. Заради општо познатата состојба, во железница не се примани луѓе повеќе од 10 години. Ние сме симнати од 1300 вработени, колку што треба да има по редовната систематизација, негде околу 700 редовно вработени. И тие луѓе мака мачат надчовечки напори даваат за да стасаат секаде да ги отклонат дефектите. Да речеме, одреден патен премин ги украле акумулаторите. Во изминатиот период имаме набавено преку 50 акумулатори. Колку за илустрација јавноста да знае, во еден патен премин има 4 акумулатори. И сега може да замислите вие колку штета се прави на железница, колку инвестиции треба да се дадат, меѓутоа и колку човечки ресурси треба да се ангажираат за евентуалните вакви кражби да се спречат. Патниот премин не е независен сам за себе. Тој зависи од останатиот дел на опремата за сигнализација. Возот кога се движи по пруга има индикации и се управува од централно место во Трубарево. Едно кабелче да исече некој да го украде бакарно, автоматски цела делница може да остане во дефект и возовите мораат да запираат пред сите патни премини, односно да се најавуваат тоа што ви го објаснува. Во ваква ситуација на оваа делница особено имаме проблем со сигнализацијата. За таа цел да ја надминеме, заврши тендер. Го доби, мислам дека фирмата Искра и од Табановци до Скопје ќе ставаме сосема нова технологија, каде што ќе нема бакарни пригушници, туку ќе се оди со бројачи на осовини. Во Теке веќе е почната градбата, веќе се земаат мерки, се почнува со теренска работа да се види каде ќе се поставуваат каблите и се надеваме до крајот на годината дека оваа делница ќе биде сосема на поинаков начин сообраќајот регулиран и дека овие проблеми со патните премини ќе бидат надминати. Да кажеме, еве, пак се враќам преминот Романовци и Превој. Таму имаше сигнализација, работеше, но не беше синхронизирано со кога поминува возот. Зошто се случува тоа? Има едни уреди се нарекуваат кабловски глави. Токму на овој потек некој несовесен граѓан или група граѓани, која им е причината не знам, ги поливаат со бензин и ги палат. И сега ние не можеме да стасаме секаде каде што ќе ги изгорат тие кабловски глави, да ги замениме со нови. Веруете,
ова е технологија стара, негдека датира од 70-тите години Siemens. Не може да се најде на слободен пазар. Треба да се снаоѓаме со колегите, ги поправаат, прават иновации, намотки смислуваат, меѓутоа е многу тешко да се дојде до уредот што е изгорен со бензин и да се замени со нов. Значи, може да констатираме дека за да функционира и да нема дефекти стално на предпријатието му требат повеќе вработени во одржување на патната инфраструктура? Веруете, колку и да имаме ние вработени. Во ова минатата година ангажиравме дури агенција за обезбедување. Ги зголемивме нашите чуварски служби. Доколку има несовесни граѓани, не може на секој граѓанин да ставиш по еден чувар. Премногу е опасно тоа што го прават. Не размислуваат дека, предпоставам, тоа е дел од местното население, дека може да се случи на него најблизок, кога ќе го оштети уредот, неговиот најблизок да му се случи некоја несреќа на патниот премин. Не знам зошто имаат потреба да ја уништуваат таа инфраструктура. Патниот премин е направен за местното население полесно да комуницира, да оди до град, да се движи до земјоделските површини. На нивни барања железница направила патни премини. Веруете, нас премногу не чинат патните премини. Преку 150 патни премини имаме со разна категоризација на цела територија на државата. Поради законската обврска за покривање на дел од трошоците на одржувањето се обративме до сите локални самоуправи на чија територија се наоѓаат железничките премини што ги посетивме. Град Скопје, Илинден, Куманово, Зелениково. Прашање упативме и до јавното предпријатие Македонија пат, кое е надлежно за одржување на регионалните патишта. Од Куманово, на чија територија се дефектните премини во Агино село, Романовци и Превој, го добивме следниот одговор. Ве информираме дека поставување и одржување на опрема и уреди што им служат на патот и пругата, поставување на сообраќајна сигнализација на пруга и пат и обезбедување на прегледност на патниот премин, на крстосување на пат со железничка пруга, како и на пропишено растојание од пруга, е во надлежност на правно овластено лице за управување и одржување на железничката инфраструктура. За расипаниот премин во селото Делјадровце пративме прашање до општина Илинден. Ни вратија дека по добиените информации извршил увид на терен и ја известиле надлежната институција. Станува збор за инфраструктура која е во надлежност на управувачот со железничката инфраструктура, а не на општината. Очекуваме во најкраток можен рок да се постапи и да се отстранат констатираните недостатоци од страна на македонски железници, јавно предпријатие за железничка инфраструктура на Република Македонија. Во однос на парите што треба да ги одвојат за одржување на патните премини, од општина Илинден додаваат дека и имаат ставка во буџетот за такво нешто. Средствата се планираат согласно годишната програма за одржување и се користат за хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и пристапни патишта до премините. Воедно, општина Илинден учествуваше со кофинансирање од сопствени средства за замена на гумените подлоги на сите 3 железнички премини кои се наоѓаат на нејзина територија. Од град Скопје, на чија територија се наоѓаат премините во Драчево, не добивме одговор. Ништо повратно немаше и од Зелениково, на чија територија сите премини работеа исправно. Во јавното предпријатие Македонија пат прашавме дали и колку пари издвоиле во 2025 и во 2026 година за одржување на железничко патните премини, согласно членот 53 од Законот за железничкиот систем. Ни одговорија дека тие се водат според годишната програма одобрена од јавното предпријатие за државни патишта. Во оваа програма нема посебна ставка за одржување на железничко патните премини, впрочем тие не се ни наша надлежност. Што се однесува до одржување на другите делови и обезбедување прегледност од патот на растојание поголемо од 3 метри од осовината на колосекот од двете страни на патниот премин, ги одржуваме најчесто од ставка 221, тековно одржување, која во 2025 година изнесуваше 210 милиони денари, а во 2026 година изнесува 220 милиони денари. Ставовите што ги добивме доволно јасно укажуваат дека сите се свесни од има големи проблеми во функционалноста на патните премини. Тоа значи и дека сите се свесни за загрозената безбедност и на патниот и на железничкиот сообраќај, кој ќе биде крив ако на крај некој настрада.
Гледате 360 степени на МРТ1. Анксиолитици е името на групата лекови чија намена е намалување на стравот, напнатоста и анксиозноста кај луѓето. Најпознати на домашниот пазар се диазепам, лексилиум и хелекс. Македонија од година во година има се помалку население, но ако во 2012 биле реализирани 880.000 рецепти за диазепам, до последната година за која има податоци, 2024 бројот се зголемил на 1.360.000 рецепти, што е пораз за околу 55%. Михаил Милошевски ги бараше одговорите зошто на населението му се потребни се повеќе лекови за смирување. Фондот за здравствено осигурување секоја година објавува детални извештаи за потрошувачката на лекови. Документите се јавни, бројките прецизни, но нивната суштина ретко излегува од табелите. Додека фондот брои рецепти на годишно ниво, државата ги брои своите граѓани еднаш во деценија, а во македонскиот пример и во 2. Ако во 2002 година биле попишани 2.022.547, во 2021 година резидентното население изнесуваше 1.836.713. Тоа се 9,19% помалку жители. Луѓе се помалку, а истовремено во 2012-та, според Фондот за здравствено осигурување, биле реализирани 17.485.146 рецепти, а во 2024-та 25.013.389 рецепти. Тоа се 43,06% повеќе. Една од најголемите енигми во нашата анализа беше што постојано расте и бројот на реализирани рецепти под кодно име анксиолитици – диазепам, лексилиум и хелекс. Диазепамот е дрога. Се навикнуваш на него и организмот ти го бара. Диазепам, хелекс, лексилиум. Никогаш во живот не сум взела диазепам. И у најголема криза, наискрено, еве и мажот ми кој почина, не мораш сам да се обладаш. Тешкотија е за мене така. Не берам, не даваат без рецепт. Мора рецепт да се. Според граѓаните, како народ, имаме навика да чуваме и резерви од лекови дома, за секој случај. Залихи да правиме и кој ќе ни каже, се купуваме на сите аптеки, кај ќе стигнеме, кој се не чуле, некој лек, што дали треба, не треба, таков не навикат. Тоа е сигурно. Тоа ете за притисок имам дома, кафетин имам таму. За секој случај. Постарите доста складираат и чуваат да не останат без лекови од прав. Тоа да, нека се најде, нека има пои. За илустрација, во 2012 се реализирани вкупно 1,6 милиони рецепти за анксиолитици, а во 2024 година за диазепам, хелекс и лексилиум вкупно 2,4 милиони рецепти. Ако оваа бројка се спореди со официјалното резидентно население, излегува дека преклани во просек се издавале 1,3 рецепти за анксиолитици годишно по жител. Оваа бројка веројатно е поголема бидејќи јавно ги имаме податоците само за така наречените бели рецепти, а не и за така наречените розеви со кои лекот се купува на приватно и за лековите кои се пуштаат под рака, без никаков рецепт. Но еден рецепт не значи еден пациент. Во пракса, голем дел од лековите веројатно завршуваат кај хроничните пациенти, што го отвора прашањето за се пораширена долготрајна и повторувачка употреба на овие бензодиазепини. Многу често се случува злоупотреба и така наречена една сива зона, зона на толеранција и многу често зависност, која што не се детектира како зависност, значи не е шифрирана, односно дефинирана диагностички како зависност, но е зависност, бидејќи тие пациенти се функционални, значи работат, се движат, немаат никакви други потешкоти, освен употребата секојдневна или злоупотреба, веќе можам да кажам, на одредени бензодиазепински агенси. Ги анализиравме сите јавно достапни извештаи, концентрирајќи се пред се на потрошувачката и побарувачката на анксиолитици во Македонија од 2012 до 2024 година. Кај диазепамот трендот започнува со 882.000 рецепти во 2012 година.
По благ пат во 2013-та, бројката во 2014 година изнесува 886.000, за веќе во 2015 да ја пробие границата од 1 милион. Во 2018 година се искачува на 1.148.000. За време на пандемијата во 2020 достигнува 1.311.000, а во 2021 го бележи максимумот од 1.380.000 рецепти. Во 2024 година реализирани се 1.357.000 рецепти. Кајалпразоламот, најпознат под името Хелекс, лек индициран за брзо прекинување панични напади, растот е константен. Стартува со 459.000 во 2012 година. Во 2014 е на 480.000, а во 2015 се искачува на 514.000. Во 2018 изнесува 536.000. Во 2020 година прави нов скок на 605.000. Во 2021 расте на 650.000, за во 2024 година да го достигне историскиот максимум со над 670.000 реализирани рецепти. Бромазепамот, односно Лексилиум, во 2012 година бележи 326.000 издадени рецепти. Расте на 382.000 во 2015 година. Во 2018 изнесува 362.000. Пикот го достигнува во 2021 година со 395.000, додека податоците за 2024 година покажуваат реализација на 374.000 рецепти. Кога ќе се навикне еден организам, треба да се направи план на исклучување. Но кај нас се нема доволно свесност дека тоа нели може да штети на самиот организам, на самиот мозок, на самата индивидуа и дури нели да се влошува со тек на време, бидејќи пак ќе спомнам културолошки е некако оправдано. Диазепам кога ќе спомнеме, многумина го користат и нели го пие пример комшиката долго време, мене може да ми помага. Пред спиење си зимам. Не се смета дека е нешто што може вистински и да наштети. Така да имаме една веројатно послаба здравствена или психоедукација. Бензодиазепините се наменети за краткотрајна употреба, најчесто до 4 недели. Нивната долготрајна употреба може да создаде зависност, толеранција и синдром на повлекување. Кај повозрасните пациенти го зголемуваат ризикот од когнитивен пат, а прекумерната употреба предизвикува зголемена анксиозност, агресивност, депресивност, а во крајен случај и смрт. Прва линија на одбрана во здравствениот систем е примарното здравство, матичните лекари. И за нив, зголемувањето на употребата на анксиолитици е евидентно. Растот е најчесто кај не доаѓа од нови пациенти, туку тоа е повеќе од пациенти кои што, како што спомнавте, се заглавени во тој круг на анксиолитици, кои што ги земаат за различни индикации. Кај меѓу нашиот народ е позната фразата "земи диазепам да се смириш", па за било која потешкотија луѓето посегнуваат по тоа и без препорака на лекар. Неретко се случува пациентите да посегнат по анксиолитици и во нив гледаат брзо решение и своевиден спас, при тоа занемарувајќи го фактот дека веќе стануваат зависни од нив. Системските услови се не помалку важен фактор за лековите да бидат прва линија на избор за терапија, недоволно развиени психолошки услови, ограничен пристап до психотерапија и други алтернативи на нефармаколошки третман, некогаш го тераат здравствениот систем лековите да бидат прв избор на терапија. Понатаму недоволно стручни кадри, ограничено време на лекарот за работа со пациенти, недостаток на време на самите луѓе, административен притисок, финансиски притисок создаваат една средина каде што лековите стануваат побрзо и поедноставно решение. Официјалните извештаи покажуваат дека институциите реагираат на овој тренд исклучиво преку зголемување на буџетот. Оти согласно податоците, само во 2024 година за анксиолитици се одвоени дополнителни 1 милион денари во однос на претходната 2023 година. Таблетите не се најдобар одговор, секако, но се најбрз и ефикасен. Значи, ние не дека не треба да ги демонизираме.
Значи ги користиме секојдневно. Повторно ќе повторам, нели во секојдневната пракса користиме кога навистина има потреба. Но кога ќе ја снимате акутна потреба, треба да се гради личноста и механизмите на справување, што не секогаш е возможно, зависи за каква состојба станува збор, бидејќи и за психотерапија треба да има индикации нели за психотерапија и личноста да може да работи на себе. Стабилниот раст во издавањето на диазепам, хелекс и лексилиум, како што велат нашите соговорници, е директно предизвикан од културата на користење лекови, но и поради системските ограничувања. Со недоволно развиени алтернативи за нефармаколошко лекување, лековите остануваат првата и најчесто единствена линија на терапија, што на долг рок може да донесе повеќе штета отколку бенефит за корисниците. Во продолжение ја најавувам новата саботажа. Да видиме. Кој знае дали постои барем еден релевантен показател кој ќе послужи како аргумент за да ја оправда одлуката, која предизвика неколкудневен хаос на пумпите и се закануваше да прерасне во нафтена криза. Регулаторна комисија објави дека го враќа стариот модел на пресметка на цените. Тоа е еднаш неделно. Секој понеделник ќе се објавува новата цена. Наместо досегашниот модел кој што овозможуваше практично и секој ден кога има вакви промени и драстични промени на светските берзи да може и секој ден да се менува цената. Кога притисокот од берзата од час во час е се посилен, а регулаторот е на 7-дневен распуст, нормално е пазарџиите и клиентите да се адаптираат на празните резервоари. Секој на свој начин, ама најлесно име оние кои со едноставни заклучоци ги решаваат проблемите. Голем број од граѓаните од соседството доаѓаат да точат дизел гориво посебно. И затоа се случува да на некои бензински пумпи побргу од тоа што е очекувано снема гориво. И не се само тие. Ако тие не се доволни, се што треба да се пронајде виновник кој ќе послужи како добар изговор, бидејќи секој може да биде одговорен за состојбата, само не тие што треба да бидат одговорни. И тоа што фали нафта, фали ради тоа што вие сте се направиле уредица и се истрошил тие што е таму и треба сега да дојде цистерна и да ја наполни таа. Никој таа колона не ја прави од тоа што има толку голем мерак да чека, туку затоа што е недела, регулаторна заседава во понеделник. Па сиот свет знае дека таа ќе ја покачи цената. Дури и тие, во чии прогнози нема потреба да веруваме, овој пат и сами може да се пофалат дека погодиле. Ова го каже предвидев пред недела дена, ја не знам кој свет живеат наши политичари. Не ми е јасно. Но навистина нема потреба од крижа, бидејќи од владата си беа подготвени и знаеа со кого си имаат работа. Па со огромна доза чувство на одговорност за ситуацијата, како што и доликува. Го презедоа ризикот и најавија дека директно ќе се соочат со кризата. Доколку има драматичен скок на цената, се разбира дека ние како влада веднаш уште во вторник на редовната владена седница ќе интервенираме, имаме неколку опции на располагање, дали ќе намалиме акциза, дали ќе намалиме данок на додадена вредност, така што ние како влада апсолутно ќе застанеме во одбрана на она што представува наш интерес, а тоа е стандардот на граѓаните. И на крајот, по понеделникот изголемените цени дојде очекуваниот вторник. Со нетрпение се чекаше одлучната реакција на владата, безкомпромисно застаната од истата страна на фронтот со своите работодавачи. Ја следиме целата состојба многу внимателно и во зависност од развојот на станите така и ќе реагираме. Дали ова значи дека нема денеска на владена седница да биде прогласена кризна состојба? Па во моментот не гледаме потреба од прогласување на кризна состојба. Не дека треба кризна состојба, бидејќи онака нафтата на берзите падна уште истиот ден, ама кај нас тоа ќе се случи дури по една седмица. Но изгледа е неопходен толковен речник за јазикот кој се употребува во владата. Оди објасни некому дека скокот од 20% или точно 15 денари за литра дизел не се опишува како драматичен. Овде го заокружуваме вечерашното издание на 360 степени. Се гледаме повторно в понеделник во 20:15 нова фреквенција. Пријатно!